Добре дојдовте во уште едно издание на емисијата 360 степени на МРТ1. Го реализираме од седиштето на Министерството за внатрешни работи, а за соговорник го имаме министерот Оливер Спасовски. Министре, добре дојдовте во 360 степени. Благодарам на поканата и на можноста денеска да разговараме на актуелни теми. Прво за политика. Господине Спасовски, ви благодарам и се надевам дека следното интервју ќе го имаме како председател на државата. Ова не го велам јас, вака еден новинар пред околу еден месец го заврши интервјуто со вас, на што вие возвративте благодарам. Според вашиот одговор, дали треба да заклучиме дека ја споделувате надежта на новинарот? Имало многу констатации, многу отворени прашања во однос на разни политички теми, меѓу кои на ова, и јас сум дал многу конкретен одговор на сите овие прашања. За мене е важно како министер за внатрешни работи, и тоа го правам од првиот момент до денеска, сето она што е за реализација како проект, како политики, како реформи и така натаму во Министерство за внатрешни работи, да го завршиме до крај, така да целосно сум посветен на активностите кои што се во Министерство за внатрешни работи. Постојат низа на предизвици, реализиравме многу проекти, завршивме многу процеси во делот на реформите, на што сум особено горд, и сега и до крајот на годината практично ќе имаме уште многу такви активности, така да целата моја енергија е насочена во спроведување на сето она што е зацртано во рамките на Има еден впечаток во јавноста дека сте во кампања на лична себе промоција, особено во последниот период. Вие велите дека сте фокусирани на работи поврзани со ресорот внатрешни работи, но на пример, еве вчера бевте на настан за пеливански борби во село Цветово. Претходно на саем на храна и пијалоци. Претходно на Фејсбук имате објава за годишнина од концерт на Тоше Проевски. Па претходно присуство на осветување на манастир на Тоше кај Крушево, и секој редом наназад. Претходно присуство на Неготински Панагјор. Претходно посета на манастир во Матејче и така натаму. Ова не се активности поврзани со Министерството за внатрешни работи. Погледнете ги моите активности од 2013 година, еве ве упатувам на сите социјални мрежи, и јас благодарам што прво ме следите. Благодарам што ги промовирате сите тие активности кои што ја ги спроведувам, и ќе видите дека никаква разлика нема. И тогаш биле настани на кои што сум бил, кои што сум ги посетувал, заради тоа што сметам дека отвореноста во работењето и на институцијата, и моја лична со луѓето, комуникацијата со граѓаните е многу важна и да јакне довербата во институцијата помеѓу граѓаните и Министерството за внатрешни работи, а тоа најдобро може да се прави и преку непосредни контакти. Така да, сето ова што го гледате оваа недела, изминатата, тоа можете да го видите и пред 2 и пред 3 години, така да воопшто не станува збор за нешто повеќе од тоа што сме го правили претходно. И јас сметам дека апсолутно секој носител на функција, секој министер за било кој ресор во владата, треба да биде во постојана комуникација со граѓаните. Имате ли амбиција да бидете кандидат за шеф на држава, или некои велат да ја преземете лидерската позиција во партијата по изборите? Тоа се шпекулации кои што се шират во јавноста во овој момент, тоа се некакви видувања кои одредени кругови ги споменуваат и така натаму. Зошто не им ставите крај на тие шпекулации? Па неколку пати јас одговарам на тие прашања. На начин на кој што ги оставате отворени и во однос на едното прашање и во однос на другото прашање. И тие мои одговори се многу јасни. Ако кажувам дека сум посветен исклучиво на работата на Министерството за внатрешни работи и тоа што значи безбедност, давам многу јасен одговор. Може ли да кажете демантирам, одрекувам, ставам точка, немам амбиција да бидам ниту кандидат за шеф на држава, ниту лидер на СДСМ? Видете, вие можете да ме прашате било што. Како јас ќе одговорам, тоа е моje право. И тоа право не ви го препуштам на вас како новинар. Мислам дека ви дадов многу јасни, концизни одговори во однос на. Добро, јас ќе констатирам дека не демантирате, дека имате амбиција. Тоа се ваши констатации, јас укажувам во однос на прашањава
пред се од партиска политичка природа и така натаму, јас не сакам таа дебата да ја водиме ниту во јавноста, ниту во медиумите. Било што да има да се отвори како прашање и тогаш кога ќе дојде како момент на разговор, сигурно дека ќе се разговара во партијата. Од една дистанца на многу настани од 2017 до сега, сакам да ве прашам, дали е логично во владата да ги нема, па и во партијата на раководни места, Заев, Шекеринска, Царовска, Тевдовски, Десковска, Сугаревски и така натаму, да не ги редам сите други кои што биле на позиции сега ги нема, со тоа што на некој начин понесоа политичка одговорност за неисполнети ветувања, разочарувања кај вашите поддржувачи, а да го има Оливер Спасовски на министерска позиција. Бидејќи вие сте од првиот ден во владата. Сите овие што ги кажувам се малтане од првиот ден, сега веќе не се. Се согласувам дека не е логично тие луѓе да не се на одредени позиции. Јас тоа сум го кажувал отворено, јавно, при нашите состаноци на извршните на централните одбори и така натаму. А во однос на Добра ви е тезата, јас очекував бидејќи обратно беше моето прашање. А во однос на тоа зошто јас сум дел од владата, ќе треба да ги прашате мандатарите, тие кои што ја составуваат владата, за причините зошто сметале дека јас треба да бидам во дел од политичка смисла, нели беше доволно да речеме да не бидете министер тоа што инсистиравте Максим Димитриевски да не биде кандидат на СДСМ во Куманово? Не само што кандидатот на СДСМ загуби, туку еве ден денес ги гледаме последиците од тоа ваше инсистирање Максим Димитриевски да не биде кандидатот за градоначалник. Нели е тоа доволна причина да кажете политички сгрешив, донесов погрешна политичка проценка, треба да замине. Не имате погрешни информации. Вие бевте Моите инсистирања во однос на кандидатурата беше за 2017 година. За 2021 година одлуките ги донесоа извршниот одбор, не јас лично. Така да информациите кои што ви ги пласира веројатно не се сведоци, веројатно после ова што го кажувате, ќе кажат дали е така. Меѓутоа, вие бевте за Максим Димитриевски да биде кандидат. Како и да е, во однос на целото ова прашање, останувањето во влада и така натаму, ви реков дека и за тоа не е моја одлука. Тоа се одлуките на мандатарите кои што биле во тој момент. Инаку, апсолутно не е важно дали јас ќе бидам дел од одредена позиција во влада или дел од партиското раководство. Јас не сум сега дел од партиското раководство. Да, но сте на важна позиција во владата. И веќе 7 година. Меѓутоа не сум дел од партиското раководство од моментот кога замина председателот Заев функцијата и тогашното раководство на. Ќе ве прашам за тоа што ве видовме некни на фотографија на состанок на така наречениот стратешки тим, претходно само уште малку за Максим Димитриевски. Дали во името на тоа што еве се покажа дека 2021 вие велите не вие, партијата донела погрешна одлука, погрешна проценка, дали вие би поддржале подавање рака кон Максим Димитриевски и бидејќи тој сега формира посебен политички ентитет, подавање рака кон некакво коалицирање, заеднички настап на изборите или слично? Јас поддржувам секогаш отворено за соработка со сите кои што ги споделуваат истите вредности, како што ги споделува и Социјалдемократскиот сојуз. Така да, апсолутно, знаете, во политиката никогаш нема точка. Секогаш има запирка и секогаш, заради доброто, заради интересот на идејата, може да се разговара со секого, ако се најдеме на истина. Има сега тука две нијанси. Една, сите што споделуваат исти вредности, би требало да ве прашам дали мислите дека Димитриевски не споделува исти вредности со СДСМ. Од друга страна, велите во политиката нема точка, што пак остава некаков простор дека можеби и не би биле против соработка. Па сосема јасно кажав дека ако кажувам дека нема точка, тогаш вратата треба да биде отворена за секој еден, ама таа да се базира на вредности и на принципи. Реков на 28 вечерта, веќе го споменавме тој состанок на социјалните мрежи, се појавија фотографии од средба во седиштето на СДСМ. На фотографиите ги имаше актуелниот лидер и премиер Ковачевски, поранешниот лидер
Заев, актуелниот генерален секретар на партијата, Зечевиќ, вие сте на таа фотографија, уште неколкумина други, беше објавено дека имало состанок на, да не сгрешам, стратешкиот тим. А ако пораката требаше да биде дека разединетиот СДСМ се обединува, вие веќе следниот ден или тој потоа излегувате со изјава против законот за амнестија, што е став контра владата, контра Ковачевски. Како ја објаснувате оваа амбивалентност? Тука нема апсолутно судир во однос на зошто мојот став во однос на амнестијата би бил во насока дека има некакво разединување во Социјалдемократскиот сојуз. Ако сакавте Значи, тој печаток да биде поддржан, предпоставувам, ќе бевте повнимателен во изјавата. Стратешкиот тим кој што е формиран во рамките на партијата и на кој што сите заедно разговаравме за тоа што треба да се направи во иднина, во однос на изборите, во однос на сето тоа што треба да биде превземено како чекор, тоа е нешто што е во функција на подобрување на организацијата на партијата. И апсолутно никогаш не станува збор дека дали јас, дали Заев или било кој од носителите на функции во СДСМ, сегашни или поранешни, сме седнували, сме разговарале за иднината на партијата. Тоа било секогаш и така ќе биде и понатаму. Вие инсистиравте во неколку одговори на тоа дека немате партиска функција. Сега во одговорот за тоа зошто е формиран тој стратешки тим, велите за да се подобри организацијски партијата. Каде е вашата позиција сега тука? Јас сум член на Централниот одбор, а инаку Централниот одбор ја донел одлуката во однос на формирањето на стратешкиот тим. Исто како што имаме тим за создавање на новата изборна програма на партијата, исто како што се формираат тимови за координација по изборните единици, така да сето тоа е ставено во функција на подобра организираност на СДСМ за предстојање. Со кого имате подобри односи во моментот? Со актуелниот лидер Ковачевски или со поранешниот Заев? Ја имам подеднакво добри односи со председателот Ковачевски и со поранешниот председател Заев, секако дека на дневна основа не се комуникацијата со председателот Ковачевски во однос на сите прашања кои што ги имаме во овој момент. Така да апсолутно на дневна основа соработуваме заеднички. А какви ви се односите со генералниот секретар Миле Зечевиќ? Перфектни. Дали бевте навреден од тоа што не бевте присутен на средбата во СДСМ на 21 декември минатата година, кога Заев пред одреден круг луѓе презентира план по средби и разговори со Мицкоски за брзи предвремени избори, формирање заедничка влада на ВМРО, ДПМН и СДСМ без дуи по тие избори. Вие не сте на таа средба. Не бев на таа средба и немам зошто да бидам навреден. Јас исто така сметам дека некој во тоа време проценил дека треба да направи некаков тим кој што ќе разговара за одредени прашања во Социјалдемократскиот сојуз. Тоа го направиле, разговарале заеднички и жалам што ги пренесоа сите тие разговори во јавноста после тоа што е разговарано и така натаму. И од тој аспект сметам дека е дури подобро што не сум бил дел од тој тим. Но потоа сте на 5 јануари во Струмица на ручек и тоа мислам дека на предлог на Али Ахмети, за да бидете сведок на таа средба на која што Ахмети сака изворно од Заев да слушне, што навистина разговарал со Мицкоски, што договарал. Што чувте на таа средба? Јас бев на 5 јануари на Во Струмица е тоа. средба во Струмица, меѓутоа по повик на председателот Ковачевски. Тој ме повика за да бидам присутен и секако покана на Заев. Ковачевски не е на таа средба. Да, Ковачевски не е, меѓутоа Ковачевски ме покани за да одам на средбата која што ќе се одржи во Струмица. Поддржувате ли влада на СДСМ и ВМРО ДПМН? Ајде, без дуи, по избори.
Не, јас не сакам да разговарам на предпоставени прашања и не сакам јас да бидам тој кој што ќе носи одлуки. За ова прашање треба да се разговара во органите на партијата. И тие да ја донесат одлуката за тоа каков ќе биде настапот на Социјалдемократскиот сојуз. Дали пред избори или по избори. Тоа не е ексклузивно право на ниту еден поединец како член на партијата. Ова амбиција или амбициозност за која што претходно ве прашува во делот прашањата, некои велат дека всушност е поврзана со таа идеја. СДСМ губи, Ковачевски си оди, Спасовски со поддршка на Заев го презема лидерството на партијата и СДСМ влегува во коалиција со Мицкоски и ВМРО ДПМН. Што велите за тоа? Тоа е на ниво на шпекулации кои што ги изнаслушав деновиве и тоа замислете од страна на опозицијата или од страна на представници кои што се блиски до опозицијата. Така да прашањата во однос на изборот на лидерот на партијата на СДСМ се отвараат во моменти кога ќе се створат услови за едно такво прашање. Ние имаме председател на партија, имаме раководство на партија и сега единствено прашање на кое што ние разговараме и се подготвуваме, тоа се предстојните избори. Како успешно да ги завршиме проектите до тогаш и како да настапиме на изборите. Така да на крајот членовите ќе одлучуваат за следниот лидер од кандидатите кои што ќе бидат. Имате став за тоа дали изборите председателски и парламентарни треба да бидат одвоени или во ист термин? Имам став, јас сметам дека е подобро да имаме одвоени избори, прво председателски па парламентарни. Зошто? Затоа што сметам дека ако направиме една подобра анализа, дека тоа е подобро за државата, да избереме председател во одреден момент, па да одиме на парламентарни избори. Меѓутоа, тоа е мој личен став. Мислам дека и тука треба да се направат добри анализи и на основа на она што е најдобро и за СДСМ и за државата, таква одлука да се донесе. Што ако во вториот круг има проблем со достигнувањето? Знаеме сите дека има уставно предвиден праг од минимум 40% излезност за изборите да успеат. Така. Што ако во случај на одвоени избори има таков проблем, може државата навистина да влезе во политичка, па и во уставна криза некој дела. Секако дека јас која зборувам за тоа што сметам дека е подобро, зборувам и за одговорноста на политичките партии и на политичките лидери. Така да сметам дека свесно водење во криза на државата не му одговара никому. Меѓутоа, реков, на крајот партиските органи ќе ги донесат одлуките. Колку пратеници ќе освои СДСМ на следните избори? Анкетите не ви одат во полза. Тоа ќе видиме на денот на одржувањето на избори. Колку пратеници ќе освои СДСМ, зависно и од тоа како и кога ќе се одржат изборите, каков ќе биде настапот и така натаму на изборите. Значи, постојат многу фактори кои што ќе ги детерминираат. Верувате дека е можно СДСМ да победи? Или ако не победи, барем да формира влада? Секако дека верувам, заради тоа што сметам дека пред се целта која што имаме, патот по кој што се движиме, известноста која што ја нудиме кај граѓаните, немаат алтернатива во овој момент. Заради тоа што од другата страна немаме ништо друго освен кочење на евроинтеграцијскиот процес, немање на ставови по многу од прашањата кои што се од витален интерес за државата и така натаму, целокупниот европски фронт, огромното мнозинство на граѓани кои што посакуваат движење на државата во тој европски пат, се адути кои што сметам дека СДСМ треба да ги искористи на најдобар можен начин. Поменавте Европски фронт, би поддржале СДСМ да оди на листи заедно во предизборна коалиција со ДУИ и со Алијанса за албанците, да речеме? Кога го споменуваме Европскиот фронт, сметам пред се на обединување не само на политичките партии, обединување на личности, обединување на структури на граѓани и така натаму, кои што го поддржуваат тој пат. Секако дека
една од опциите која што се заговара е и таква опција да сите заедно одат и на заеднички Вие листи. што мислите? Таа има повеќе плусови или повеќе минуси? Мислам дека детална анализа треба да покаже што е подобро да се направи. Дали да се оди со заеднички листи или да се оди, би рекол, во две линии кои што би биле дел од истиот фронт, за да видиме што е тоа што на крајот би бил подобар резултат. Деновиве сме сведоци на триења во опозицијската партија, отворена војна, судир се случи меѓу Мицкоски и Груевски. Моето прашање до вас во овој контекст би бил: го поддржувате ли кокетирањето на власта со Груевски? Може ли тој да ни се случи да се врати во следните недели или месеци? Сметам апсолутно дека ниту има кокетирање, ниту треба да има кокетирање со никод, нив, а посебно не со Груевски. И второ, сметам дека апсолутно нема начин како да се врати. Затоа што ниту измените во кривичниот законник, ниту пак некој друг процес може да го ослободи од тоа што го има. Што ако сепак се случи нешто што ќе му овозможи да се врати во следните недели и месеци? Јас не гледам ниту можност законска, ниту начин како тоа да се случи. Тој може да се врати, меѓутоа во затвор. Ако сепак се случи да се врати, какво би било влијанието врз вашите гласачи? И мисли ли некој на тоа? Јас кажав многу јасно. Социјалдемократскиот сојуз треба да биде насочен кон остварувањето на својата цел која што ја има преку јасно изразените ставови, и сметам дека апсолутно кокетирање со тие структури кои што ја заробија државата, го воспоставија тој режим во тој период, направија низана криминални активности и кои што во моментот се гонат пред македонските судови, не може да донесат ништо. Вие бевте на владината седница на која што се утврдуваа предлог измените на кривичниот законник? Не, јас бев на службен пат, не бев присутен тука. А имате став за тоа? Во однос на измените на кривичниот законник, јас кажав после тоа неколку пати моje лично размислување. Сметам дека на овој начин се создава една можност поинаку да имаме пристап во однос на кривичните дела, дали се тоа делата од јавни набавки и така натаму. И сметам дека тоа што се во јавноста се истакна дека на овој начин ќе се заштити одредена категорија на лица, носители на функции и така натаму, мислам дека не е таа цел која што сака да се постигне. Напротив, сметам дека низ измените може да се дојде до поефикасност во делот на постапките, да се водат побрзо и на тој начин да... Ама фактичките последици ќе бидат застарување на делата, еве, за кои што претходно зборувате, се во рамките на заробување на државата и слични работи кои што ни се случија во периодот до 2016. Немам детална анализа и тоа треба да го направат судовите и обвинителите. Што е тоа што не може да се заврши, што е тоа што може да се преквалификува додека се води уште постапката кривично и така натаму, да видиме што би биле последици негативни од носењето на ова законско решение. Меѓутоа, ако зборуваме во контекст на овие политички случувања во државата, промената на уставот и така натаму, тоа нема ништо да влијае во овој момент. Добро. Тука правиме дисконтинуитет во интервјуто, се префрламе на друга тема, мислам дека од висок граѓански интерес, замената на личните документи поради Преспанскиот договор. Што ќе се случи со граѓаните што нема да успеат да ги заменат документите до февруари в година, кога истекува тој рок, министре? Во теке целата постапка на промена на документите, јас можам да кажам дека на основа на анализите кои што ние практично ги правиме на дневна основа, можеме да бидеме задоволни со тоа што до сега е завршено. Ние веќе имаме надминато 1 милион сменети документи.
Сега, од кои може да што- бидете прецизен, да, лични карти, што се пасоши... и лични карти и пасоши, значи поминати над 1 милион граѓани или документи? 1 милион граѓани Граѓани, добро. кои што ги замениле своите документи. Така да динамиката е силна и во овој период. За одбележување е фактот дека можеби 80% скоро од граѓаните кои што живеат во внатрешноста на државата си ги замениле своите лични документи визави граѓаните од Скопје. Таму нема веројатно таков притисок. И едно е заради притисокот, второ е заради тоа што можеби овде подоцна се решаваат луѓето да ги сменат своите документи. Факт е дека околу 70% од закажаните термини кои што ги имаат граѓаните на телефонскиот број, ги откажуваат, не се појавуваат на тие термини, па закажуваат нови термини, што создава 70%. Да, Па што тоа е создава огромен број. исто така одлагање на целиот тој процес. Меѓутоа, ние веќе подготвуваме еден посебен простор во градот Скопје со инсталирање на нови работни позиции, нови работни станици кои што на кои што ќе можат граѓаните практично да извршат дактилоскопирање, сликање и така натаму за новите лични документи. Тоа го подготвуваме, веќе во наредниве денови ќе бидеме подготвени и ќе можеме да отвориме нови позиции во кои што граѓаните ќе можат дури и без најава да дојдат и да ги менуваат своите документи. Понатаму работиме заедно со грубните домови, дали се тоа старските домови, дали е гериатрија и така натаму, да наши мобилни тимови одат и на лице место таму ги земаат сите податоци за промена на личните документи и сметаме дека со овај интензивно темпо кое што го имаме, сепак ќе дојде до промена на личните документи, односно огромниот број на граѓани тоа право ќе си го завршат. Што се однесува до остварувањето на правата на граѓаните, нема ниту едно право да им биде ускратено за остварување во државата заради промената на документите. Ниту пак ќе има можност тоа што се шпекулира во јавноста, што се изнесуваат невистини, дека се подготвувале казни и така натаму. Тоа е апсолутно. Јас не знам ни воопшто како стигнавме до тоа дека може воопшто да се размислува дека некој може да казнува некого. Мислам дека Знаете како стигнавме? Стигнавме заради тоа што не се мисли воопшто или нема никаква одговорност тоа што ќе го пласирате во јавноста. Па ќе излезе некој од страна на опозицијата, ќе изнесе информација, па на таа информација ќе се налепат портали, не знам, социјални мрежи и така натаму и се создава одредена слика. Мене ми е друга поента, ајде ќе стигнем до неа. Прво да ви кажам, во подготовка на ова интервју изутрината се обидовме да закажеме термин. Терминот што го добивме 25 јули, зборувам за Скопје. Тоа е еден огромен временски период од февруари, кога би требало конкретниот граѓанин нели да има веќе за пасош станува збор, до периодот кога реално ќе го добие. Што ќе прави тој граѓан? Да, значи јас и дадов објаснување претходно, бидејќи дури 70% од термините ги откажуваат луѓето. Се добива еднаш термин, не доаѓаат на терминот за сликање, тој термин понатаму ако побарате се преместува. Ама на овој граѓанин нема никој да му го презакаже за порано. Видете, иако оваа состојба како ја констатираме во однос на производството. Ние гледаме колку имаме дневно лица кои што дошле да побараат промена на лични документи и колку се одобрувани за производство. Така да, затоа реков дека создаваме нови работни позиции во посебен објект во кој што ќе можат граѓаните да си доаѓаат и без закажување. Идејата е да максимално се динамизира целиот овој процес, така да сите овие граѓани да можат да си ја завршат на време на работата. Знаете дека работиме и двосменски, работиме и за време на викенди, се со цел да се постигне уште малку на оваа тема. Едно друго прашање го сметам за релевантно, а тоа е зошто веднаш или барем наскоро откако Преспанскиот договор стапи на сила. Тоа е февруари 2019 година, МВР не почна со издавање на лични документи со новото уставно име. Зошто не го направивте тоа? Јас си земав еден пасош со мене, еве.
на член на моето семејство издаден е во јуни 2021 година. Документот важи до 31 година, а сега мора да биде заменет затоа што некој навреме не почнал со замената на документите. Зошто не почнав? Това е 2,5 години откако веќе Преспанскиот договор е на сила. Така. Значи прво промената на личните документи, усогласувањето со уставните измени, усогласувањето со законот за јазици бара подготовка за да можете да започнете. Никој не ги направил пасошите со новото уставно име или со примена на законот за јазици, за да може Република Северна Македонија сега да оди во некој драгстор или во трафика, да ги купи и веднаш од утре ден да почнеме. Затоа требаше да заврши јуни 2021. Да, значи прво требаше да заврши период во кој што стапува на сила законот, ратификација и така натаму, па да се отпочне постапка во која што софтверски и хардверски ќе се подготви, па да се нарачаат образци, па тие образци да бидат изработени, да дојдат и да стартуваме од 1 јули. Фер ли е граѓаните, макар да се работи и за објективни околности. Во оваа ситуација тие да ја плаќаат. Јас мислам дека е сепак недоволна организираност и неажурност на државата, но еве, да прифатиме дека имало објективни околности. Фер ли е граѓаните да го плаќаат тоа? Зошто документ што важи до 2031 сега да мора да се замени? Тоа чини пари, знаете. Настрана време, нервози и така натаму. Затоа што така кажуваат правните документи. Затоа што така кажуваат и меѓународните договори и домашните законски измени. Тоа е усогласување. Ние не можеме да постапиме ништо што е спротивно од договорите од законските. Да, ама некој да менува документи на 2 години, а тие му важат 10 години. Колку да, е коректно ама тоа не е секогаш на 2 години. Моментално е таква состојбата во која што ние правиме промена заради уставните измени. И тоа е факт од кој што никој не може да иде. Сакам да го расчистиме ова. Што со оние кои по февруари 2024 ќе останат со пасоши Република Македонија? Како тие ќе го остваруваат своето право да патуваат надвор од државата? Јас сум убеден ако не успеале. Јас сум убеден дека до февруари 24 година ќе дојде до промена на документите. Според динамиката која што сега имаме и која што... Ама размислувате ли за друго, за сценарио Б, ако не? Секако дека размислуваме за сценарио Б, доколку тоа не се случи. Меѓутоа сметам дека апсолутно ќе дојде до промена на документите и ќе можеме. Така да никој нема да биде ускратен за ниту едно право. Грција би правила проблеми. Грција не може да прави проблеми заради тоа што ние и денеска ги користиме пасошите со името Република Македонија, во кое што стои печат дека е сопственост на Република Северна Македонија на основа на протоколот кој што е потпишан помеѓу Република Северна Македонија. Да не испадне дека бидејќи мислам дека кажавте Вест, со каков капацитет ќе бидат овие нови простори кои што ги отворате, каде ќе бидат сместени? Значи ќе бидат во Скопје, ќе имаме нови работни позиции, најмалку 10, на кои што ќе можат граѓаните да дојдат. Меѓутоа сакаме да ги подготвиме и во одреден момент да почнат со активности, пред се луѓе кои што нема да се пријавуваат и ќе можат директно таму да одат. Во каков рок би требало да очекуваме дека овие ќе бидат ставени во функција? Во наредните 10 на дена. Добро, случај онкологија. МВР влезе на клиниката на 1 септември, денеска е 9 октомври. Тогаш во неколку јавни настапи министри употребивте тешки квалификации за тоа што предпоставено според тврдења наводи се случило на клиниката, но до ден денес нема ништо конкретно опипливо официјално. Зошто? Имате објаснување? Прво јас употребив квалификации кои што се реални на созданијата. Дали тие се тешки? Да, се тешки. Дали тоа што се случувало е бескрупулозно? Да, е бескрупулозно. Заради тоа што во услови кога знаеме сите кои луѓе одат на клиника за онкологија, со што се соочуваат и така натаму, да дојдеме во една ваква состојба за која што мора да си признаеме сите ние
20 години се говори повеќе или помалку дека нешто се случува, дека имаме одредени негативни појави кои што не се случуваат, како што денеска гледаме во јавноста повторно излегуваат информации дека еве сега и на други клиники тоа не се случува и така натаму. Сметам дека е направен тој чекор. Што е направено? Оттаму направени се многу активности, значи сега во рамките на истрагата. Превземена е целосна... Имате докази дека бидејќи користевте и сега во одговорот формулации со кои што велите дека се случувале такви работи. Има докази, тие докази се во јавното обвинителство, дел од тие докази се уште се вештачат, се одземени огромен број на материјали, огромен број на електронски уреди, направена е екстракцијата на сите тие материјали кои што се од електронските уреди, тоа што е за вештачење во Министерство за внатрешни работи, значи во делот на електронските уреди, ние ќе го работиме. Тоа што е за вештачење со медицинската документација ќе го работат стручните луѓе од медицината и веќе го работат. Да не испадне се тресеше гората, се роди глушец. Обвинителство. Така да, јас очекувам дека сите тие факти, аргументи ќе бидат потврдени, обезбедени и на основа тоа конкретно да се конкретизира вината заради тоа што секогаш виновникот има име и презиме и тој треба да биде изведен пред лицето на правото. 40 дена се поминати, нема ништо конкретно. Да, ниту една истрага не може да биде орочена со датуми. Треба да има квалитет во истрагата. Јас не сум приврзаник на тоа дека ние предвремено и само заради задоволување на јавноста што е можно побрзо да влечеме потези кои што нема да бидат релевантни. За мене е важно да ја завршиме комплетно тоа што го бара обвинителството од сите институции кои што се вклучени, да се завршат, да се обезбедат доказите и тој кој што е виновен да носи одговорност. Никако да не се поистоветуваат ниту институцијата како клиника за онкологија, ниту сите лекари, ниту сите медицински работници кои што се внатре. Дали можеби предвреме влеговте на клиниката? Намерно, ненамерно, не знам. Например, користевте посебни истражни мерки? Значи не е предвреме влезено. Влезено е во момент кога сметавме дека треба да се влезе. Точно ли е дека ако погледнете влеговте во момент кога сметавте, кога сте имале ве слушав во други настапи. Велите имавме оперативни сознања. Кога сте имале оперативни сознања за тоа дека се уништуваат документи, влегувате и практично сваќате дека тоа не е точно. Прво, во однос на тоа дали е време или не за влегување, знаете, од една страна некој ќе рече објавувавме 2 години истории во медиумите, па не се влезе во онкологија. Од друга страна, вие речете, можеби прерано влеговте, требаше да чекате уште 2 години да објавуваме истории. Не мислам на тоа. Добро знаете на што мислам. На посебни истражни мерки, на агент провокатори. Оперативните податоци кои што ги имавме и на основа на сето со тоа што располагавме како оперативни информации во консултација со обвинителство, ние го направивме тој чекор кој што требаше да го направиме. И понатаму анализирање на сите работи кои што стојат пред нас како аргументи и како факти и на основа на тоа секако дека ќе се утврди сето тоа што е правено и во кој обем. Верувате дека ќе има доволно докази за тоа што го очекувате? Секако дека верувам. Добро, за еден друг случај, што јас би рекол дека е слика за тоа како можеби мафијата и криминалците се подобро организирани од државата или можеби се дел од државните институции. Случајот со 2 дивоградби на Пластичарска се влече со месеци, ако не и со години и тие никако да паднат, гледаме некакво меѓуинституционално надмудрување и така натаму. Јас сакам да ве прашам за вашиот дел од улогата и одговорноста. Вие во март првично давате согласност за асистенција при договорено и спланирано уривање на тие дивоградби на Пластичарска и во последен момент ја откажувате асистенцијата. Зошто? Значи, имаме 2 барања за асистенција до МВР, поднесени од страна на општината. Едното е во февруари, а второто е во март. Во февруари месец, кога е дадена согласноста за асистенција и се подготвуваме, во истиот ден, кога требаше да се изврши
рушење на објектите, ние практично имавме 123 дојави за бомби во училиштата. И најголемиот Февруари? Да. Најголемиот дел од ресурсите беа на терен заради состојбата која што имавме и тогаш разговаравме и со градоначалникот, со општината, замоливме тоа да го направиме во понеделникот, наместо да биде во, мислам дека четврток беше закажан тој ден. Додека во март месец имаше ново барање од страна на општината, утврден датум, дадена согласност, меѓутоа бевме известени од општината подоцна дека се откажува извршувањето заради тоа што Државниот инспекторат за урбанизам го превземал целиот предмет за рушењето на објектите. Така да, тоа се двете барања кои што биле доставени до Министерство за внатрешни работи. Ние стоиме на располагање апсолутно за извршување во секој момент. Еве сега, да речеме, минатиот период, можеби пред 20 дена, имавме еден таков случај за рушење на дивоградба во Инџико, кога се побара и тоа од висок ризик и се изврши тоа рушење, претходно имавме во Бутел и така натаму. Значи тоа е работа која што... Да. Дали постапувате по наредбите на ОЈО Скопје, бидејќи ОЈО Скопје, колку што знаеме, води предистрага. Едно е да се најдат сторителите, а второ е, мислам дека и да се провери уловата на директорот на Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам Фатмир Арифи. Имате ли сознание дали се постапува по наредби? Секако дека по сите наредби кои што се доставуваат од било кое обвинителство, ние сме задолжени и постапуваме по наредбите, зависно нели што е тоа што треба да се обезбеди, дали имате сознание, дали овде има напредок во овој случај? Конкретно не знам во моментот до каде е предметот, знам дека имаше наредби на кои што Министерството за внатрешни работи ги прибра потребните документи и се доставени до јавното обвинителство, секако дека е можно да има сега и нови наредби. Како и да е, секоја нова наредба која што ќе биде издадена, ние ќе постапиме, ќе ги прибереме сите материјали, ќе се обезбедат сите докази кои што се не само за овој предмет, за било кој предмет. Ќе се согласите дека случајот е парадигматичен во смисла на тоа дали имаме држава на вистина, дали имаме владење на право? Се согласувам апсолутно и сметам дека час поскоро треба да се извршат овие решенија. И не само тука, на многу места низ државата. И на тој начин да се прати порака дека никој не може да биде поселен од државата. Никој не смее да на некој начин создава една клима во која што на нелегален начин ќе може да се гради и да сепак се одминуваат законските решенија заради некакви лични интереси. Кои беа главните причини за да се засили полициското присуство во центар, сега и во аеродром? Вие знаете дека работиме подолг временски период, веќе со години, во однос на безбедноста во државата генерално, а посебно за градот Скопје. Имавме две оперативни акции, едната е безбеден град, втората е безбедно лето, кое што ги спроведуваме на ниво на градот Скопје и на ниво на државата. Сега пред 10 дена практично ги сумиравме резултатите од безбедно лето кое што функционираше и даде изворедни резултати во однос на подигнувањето на јавната безбедност. А што се однесува до сегашното функционирање и на безбеден град и на иницијативите кои што ги дадоа граѓаните пред се градоначалникот на општина Центар заедно со граѓаните од општина Центар, бидејќи знаете дека имаше нарушување на безбедноста, односно напад врз едно дете во Центар, во Дебар Мало, и тогаш се договоривме дека токму таму каде што имаме поголема фреквенција на луѓе, на граѓани, таму се наоѓаат многу угостителски објекти, сообраќајот исто така многу интензивен, да правиме поголем дополнителен надзор во вечерните часови. Тоа го правиме и во општина Аеродром, заради тоа што и во Аеродром се зголемува фреквенцијата, посебно околу
трговскиот центар Бисер на плоштадот за трговскиот центар, собирање на група на млади лица и така натаму, се со цел да превенираме да не дојде до некакво И какви се ефектите од тоа? Има добри ефекти, тоа е вака и со добра поддршка од граѓаните. Има добар фидбек, веќе граѓаните пристапуваат, кажуваат за одредени негативни појави кои што ги имаме и практично ова го работиме и на другите делови од градот, се со цел да се подигне јавната безбедност. Имавте повеќе акции на разбивање дилерски мрежи во изминатиот период. Сакам да ве прашам, сте откриле ли фентанил во Северна Македонија? Многу се зборува на глобално ниво за тој синтетички опијат практично. Сега читам различни работи за тоа дека се користи заедно со други дроги и така натаму, дека ефектот му е стравичен, 50 пати посилен од хероинот и така натаму. Дори мислам дека и на највисоко ниво САД и Европа има некаква комуникација за да се предупреди за тоа дека фентанилот станува сериозна опасност. Дали во Македонија сте го открили? Имате ли капацитет прво да го откриете? Што се однесува до недозволената трговија со дрога, уличното дилерство и така натаму, тоа е едно од врвните приоритети како што е миграцијата, тероризмот, сајбер безбедноста и така натаму, и ние по однос на овој приоритет постапуваме на територијата на целата држава. Морам да кажам дека најголемите заплени, најголемите количини на заплена на дрога сепак отпаѓаат на меѓународните транспорти, тие кои што практично ги откриваме на територијата на државата или по наша информација и соработка со околните држави на територија на соседството. Знаете дека нема да бидам прв, веројатно од кого ќе го чуете следново, дека чистите терен и апсите едни дилерски мрежи за да ослободите простор за други. Па ако ги погледнете аргументите и фактите, ќе видите дека тоа е неточна констатација. Зошто? Па затоа што погледнете ги оние кои што сме ги уапсиле, ќе видите дека постојат од една, од втора, од трета или не знам од која друга група која што се споменува, практично тие се целосно разбиени како мрежи и како Ама тој структури. простор обично не останува празен, го пополнуваат други луѓе. Секогаш има обиди некој друг да се наметне во средината за да не остане тој простор, меѓутоа се работи многу интензивно на ова прашање, реков како врвен приоритет. Инаку кога зборувам за меѓународните транспорти, тие најчесто не се поврзани со тие групи кои што се туку или со улицата. Туку транспорт на опојни дроги кои што поминуваат низ територијата на државата и тука имаме најголеми заплени. Во тие групи најчесто се вклучувани и државјани од нашите соседни држави. Фентанил, за фентанил ве прашам. Да, знам што ме прашате, само треба да ми дозволите за да ви одговорам. Кога зборуваме за уличното дилерство и за пронаоѓање на количини за дистрибуција низ територијата, скоро и да нема ден во кој што практично не се апсат таквите препродавачи или продавачи на дрога. Имавме и вчера, и завчера, Куманово, Тетово, Гостивар, Скопје и така натаму. Ама пак лесно се доаѓа до фентанилот до сега мислам дека не е откриен на територијата на државата. Најчесто хероин, кокаин, не знам, другите видови на синтетичка дрога која што имате капацитет да го откриете? Имаме капацитет заради тоа што поседуваме и добри човечки ресурси во делот на дрогата, поседуваме и добри технички услови за да можеме да ги детектираме ваквите појави. Луѓето кои што работат на сузбивањето на дрогата се вклучени во сите регионални и глобални иницијативи, многу размена на информации, на искуства и впрочем и тоа го дава и резултатот. Стигнаа веќе вести од регионот дека некаде е наводно откриена, тогаш е веројатно прашање на денови кога и време кога ќе биде. Да, тие информации ги има и службите ги разменуваат навремено во однос на тоа што се појавува се на пазарот и начинот на кој што секако
треба да се следи да се открива. Така да ништо не останало во рамките на граници на една држава. Сепак тоа е транснационален криминал. Полека привршуваме. Сакам само уште една тема за крај. Што се случи со откривањето на тие што стоја зад, вие така ги нарековте, хибридните закани со дојавите за бомби во училиштата? Па еден добар дел, некаде околу чинам 6 групи, кои што праќаа дојави за закани и кои што беа од државата, тие се откриени, обезбедени сите докази и процесуирани во јавното обвинителство. Ама за да бидат дел од хибридна стратегија, да, не достигаат важни елементи. Не може да кажете дека група од државата, може би, не знам, од радозналост, од желба за забава, од не знам какви други причини го правела тоа. Причините се разни. Меѓутоа факт е дека тоа се хибридни закани. А најголемиот дел од дојавите кои што беа направени, реализирани преку VPN конекции, таму не можеме да обезбедиме докази. Тоа е вистинска пречка не само за нас и за сите меѓународни институции со кои што ние соработуваме, дали тоа Интерпол, Европол и така натаму, бидејќи на секој од дојавите практично праќавме информација и се вклучуваа сите во однос на обезбедување на докази. Имате информација дека некој од тие 6 групи е поврзана со некого од надвор и дека одработувала за некакви интереси? Има такви информации во јавното обвинителство. Еден дел од нив сами констатиравте дека може би се едно заради, не знам, радозналост, едно заради тоа што некаде имавме состојба, например, за дојавата за поставување на бомби во Делчево, во градскиот пазар и така натаму, лице кое што е повозрасно и кое тоа што го направило од само нему познати причини од тето очинам дека беше. Меѓутоа, затоа реков, тие за кои што се обезбедени доказите, тие се процесуирани во јавното обвинителство, додека за другите многу тешко доаѓаме до потврдување на самиот факт за испраќањето на ваквите закани. Важно е дека низ целиот тој процес на такви хибридни закани, хибридна војна која што се водеше, порасна капацитетот на институциите, направивме промена во протоколите, во начинот на третирањето на овие закани, утврдување на степенот на ризик и така натаму, и практично документи кои што во вакви услови биле користени, а биле од поранешната сојузна држава или од самиот почеток на независноста на Македонија до денеска се доживува развој. Ако погледнете дека во тој период електронската дојава не била воопшто третирана како начин на известување за заканата, самиот факт говори дека моравме да направиме одредени промени и мислам дека промените токму во тие протоколи овозможија да спласнат, односно да ги снемам ваквите хибридни закани. Благодарам за интервјуто. Благодарам и на вас. Почитувани, останете до крај и одгледајте и новата саботажа. Повторно се гледаме в четврток во 20:15. Пријатно. Лидерите на власта и на опозицијата во улога на лекари специјалисти ги диагностицираа своите и болестите од кои страда државата. Во главно може да се заклучи дека се мачиме од главата, а од неа му се прави притисок и на дигестивниот тракт, па поради лошото варање, видливи се и проблеми со столицата. Гледате, кога ќе ги погледнете тие нивни ставови, таму вие можете да видите дека се работи за Мал Груевски и Голем Груевски. Кај господинот Ковачевски Фројд проработил. Може би тој има лична фрустрација од мали работи. Сметам дека проблемите на Северна Македонија се многу помалку од психотерапевтска природа
односно тие се многу повеќе проблеми од гастроентерохепатолошка природа. Најмногу компликации предизвикува бугарскиот диктат, но навистина е невообичаено кога тие што не прифаќаат ултиматуми користат термини и наративи кои не се својствени за македонската историографија, туку за таа која ја пропагира Софија. Не сакам да потпишам протокол во кој што Илинденското преображенско востание ќе биде бугарско. Илинденското е Крушевското, тоа другото е сепак нешто друго. Но билањето поени со жестоко ефтин популизам е посебен и можеби ќе биде скапо платен политички феномен, особено ако се преди и црвената линија, па романтичниот занес се престрои во радикален екстремизам. Сакам решението кое се однесува на мене како етнички македонец да помине со моја согласност. Во спротивно сум спремен и да работам на дестабилизација во земјава. Па ако треба и пушка земање како Талат Џафери. А Талат не е баш во некоја војничка кондиција. Впечаток е дека му се предаде на едно обично USB стикче, а потполно го разоружа сознанието за добро применото извинување за вербално-физичкиот напад и прскањето на спикерската униформа. Предлог на Слушајте овласти ме, предлагача. мислам како да ви кажам, не сум Па јас. сега како да ви кажам? И јас како да ви кажам за да ве слушам. Ајде Не ве е слушам, киселина, поведете. вода е. Добро да е. И намалете го тонот, Ако- ти не сум јас Никола Добро Груевски. да е. За разлика од Будимпешта, на која сите одбиваат да се сеќаваат, или на Софија, од која се бега како ѓавол од крст. Белград е секогаш посакувана дестинација, особено за македонскиот Вулин, постојано носталгичен и полн со приказни за таа држава. Сине, бадава имаш толике паре. Ти си сиромашни од мене, јас сам богатiji. Како бречале, ти си богатiji од мене. Каже, чега сам јас сиромашни? Немаш сеќања, каже. Каква сеќања? Па немаш сеќања на Тита, каже. И на крајот, за тоа дека од спомени, сеќавања и од позирања не се живее. И освен популизам, ни ВМРО, ни СДСМ, ни ДУИ, ни било кој друг, дај ми елемент кој што не е таков. Чак и левица, освен популизам, што друго продава? Никој ништо не продава. Што има народот? Популизам. Што ти е прашањето? Кој ќе го нахрани народот? Е, на тоа луксузно прашање, речиси никогаш нема одговор. Зошто, например, ајварот останува со 5%, лутеницата со 10%, или корнишоните 5%, цвекло 10%. А каде е луксузот во фефаронките за лутеницата да биде со повисока стапка? Не знам. Не знам. Не е мака за умирање по високата даночна стапка. Проблем е тоа што никому веќе не му се даваат пари за незнаење. Гаси светло.